Зелените пазари се сериозен извор на приход за јавните предпријатија, општините и државата, но во нив малку или воопшто не се инвестира. Повеќето од нив се застарени и нефункционални со недоволно развиена инфраструктура, недостиг на паркинг места, но и без систем за собирање и складирање на заостанатиот отпад, констатира од групацијата на Зелени пазари при Стопанската комора. Подобрување на условите за работа на зелените пазари, во нивна модернизација, во обезбедување соодветна инфраструктура, во обезбедување на соодветни услови за работа, како од аспект на селектирање на отпад, обезбедување на услови каде отпадот да се третира по завршување на дневното тргување, нови форми на заштеда на електрична енергија преку поставување на соларни панели или фотоволтаици и така натаму, што е особено актуелно во овој период. Според комората, пазарите можат да бидат сериозен адут на општините и дел од туристичката понуда, доколку со нив правилно се менаџира. Ние се уште имаме традиција да купуваме на зелените пазари. Во државата се калкулира со некоја бројка од околу 20.000 тезги на сите зелени пазари во државата. Ние сме дел од една регион каде што зелените пазари се дел дури и од туристичките понуди на земјите, пазарите се дел и од квалитетна гастрономска понуда во државите и особено што сме земјоделска земја каде што имаме и собствено производство, иако голем дел од производите ги набавуваме и од увоз. Токму ова беше тема на состанок кој денес се одржа во Штип, а на кој присуствуваа раководители на зелените пазари од регионот. Инаку, од 11 општини досега во модернизација на зелените пазари е инвестирано во Штип, Пробиштип и Делчево, додека во останатите општини состојбата е катастрофална. Најлошо е во Кочани, каде пазарот е тесен и без соодветна инфраструктура, што е проблем и за продавачите и за купувачите.